Извештајот на Европската комисија го собра целиот државен врв на водно. Председателот Пендаровски решил да ги повика извршните и законодавните власти за заедно да го примат извештајот. Единствено лидерот на опозицијата не присуствуваше на средбата, иако според нашите информации бил поканет. Тој одбрал да не се сретне со државниот врв и сепак да го чека на гости евроамбасадорот во Белата палата на ВМРО ДПМН. Ова е најдобар извештај досега, потенцираа првите луѓе на државата и истакнаа дека очекуваат земјава да добие фер шанса и конечно да ги почне преговорите. Наместо да биде колекционер на позитивни извештаи, очекувам Република Северна Македонија да добие фер шанса и да се трансформира преку отварањето на секое одделно поглавје од пристапните преговори. Секое дополнително одложување на почетокот на преговорите ќе влие демотивирачки на нашето општество и ќе има сериозни импликации врз спроведувањето на реформските процеси. Евроамбасадорот Жбога рече дека Северна Македонија е уникатна држава на Балканот и дека новото време што ја чека земјава е охрабрувачко. Северна Македонија е навистина уникатна држава на Западниот Балкан, а уникатна е на еден посебен начин. Прво, во регионот нема друга земја каде што би можеле да го организирате овој состанок како што беше организиран денес од страна на председателот. Собранието е веројатно единствениот парламент во регионот каде што опозицијата и власта седат заедно внатре и дискутираат за законите кои што треба да ја подобрат државата, но и судството. И секако Северна Македонија е единствената држава која што нема проблеми со соседите. Напротив, има развиено одлични добрососедски односи и развива пријателство не само со соседите, кои со други држави. Првите луѓе на владата и на законодавниот дом рекоа дека домашната работа е завршена и дека сега на потек е Европа да испорача доверба. Нашите задачи ги исполнивме од прва до последна и целосно сме подготвени за почеток на преговорите. Сега на потек се државите членки и институциите на Европската Унија. На потек е Европа да испорача одлука и доверба, што ќе ни ја донесе врз основа на нашите заслуги. Тоа е доказ дека ние нашиот дел од домашните задачи сме ја завршиле и во тој контекст очекуваме да овој извештај биде дополнет со конечната одлука на Советот на Европската Унија за определување датум за отпочнување на предпристапните преговори. Ова е 10-ти извештај од Европската комисија за напредокот на земјава и прв во кој нема услов за почеток на преговорите. Преспанскиот договор ги тргна барикадите од евроинтегративниот пат на Македонија, но дали земјава оваа година ќе го добие заслужениот датум за преговори, се уште е неизвестно. И додека трае трката за челните места во Унијата, македонските функционери и понатаму активно лобираат за отворање на преговорите.